Се бара решение за решавање на статусот на 20-тината роми вработени во владата, кои добија откази бидејќи претходниот период земале плата, а не оделена работа. Министерот без ресор Аксел Ахмедовски статусот на овие лица го карактеризира како голем проблем со кој се соочил постапувањето на функцијата, бидејќи сите лица имале засновано работен однос врз основа на закон, но биле изманипулирани од ромските политички партии на претходната власт, користејќи ги како гласачка машинерија. Сакам да кажам дека им направија доста голема, односно лоша услуга, бидејќи сега се наоѓаат во една незавидна состојба. Освен со тоа што им прекинува работниот однос, во истите решенија стојат и одредби со кои се задолжуваат и со враќање на надоместок, на паричен надоместок. Меѓутоа, во таа насока изјавувам дека на 4 јануари претседателот на партијата за целосна еманципација на ромите, кој што е сегашен актуелен пратеник господин Цанко Ибримовски, има закажена средба со премиерот на Република Македонија господин Зоран Заев, а се со цел да се изнајде законско можно решение за да им се регулира работниот статус. Ахмедовски истакна дека овој период се доделени финансиски средства за решавање на инфраструктурни проблеми во Прилеп и Битола, но и во Кочани. И тоа во износ од 50.000 евра, поточно во општина Кочани, каде што ќе се решаваат исто така инфраструктурни прашања во делот градот кај што живее ромското население. Тој упати апел посебно до градоначалниците во Источна Македонија за подобра соработка со ова министерство. Патвам еден апел до сите градоначалници во Република Македонија, а посебно апел до градоначалниците од Источниот дел на Република Македонија, за да развиеме што поголема соработка, за да ги решаваме проблемите со кои се соочуваат не само граѓаните од ромската националност, туку и сепкупно сите граѓани во овој дел од Република Македонија. Приоритетните активности за 2018 се однесуваат за домувањето. Во општините Штип и Кочани ќе се адаптираат општински згради за станбено згрижување на ромските семејства. Во Штип ќе се реконструира старата зграда на болницата на невропсихијатријата, а во Кочани спомен домот Тасном, каде ќе се сместат 22 семејства.